Во собранието се доставени материјалите за избор на Сузана Јошевска-Анастасовска и Арлинда Кадриша-Хиновиќ за членови на Судскиот совет, како кандидати предложени од претседателката Гордана Силјановска-Давкова во рамки на реформите што ги носи новиот закон за Судскиот совет. Арлинда Кадриша-Хиновиќ е универзитетска професорка со долгогодишна академска кариера на Факултетот за правни и политички науки при ФОН и МИД универзитет. Таа е ангажирана како правен експерт во Фудбалската федерација на Македонија, каде 2 мандати председавала со Комисијата за жалби. Таа е член на Генералното собрание на СОС Детско село и во јавноста е позната и како поранешен член на Комисијата за помилување. Сузана Јошевска-Анастасовска е адвокатка со повеќе годишна пракса, особено во кривични предмети, со значајна активност и надвор од адвокатурата. Била советничка во поранешното специјално јавно обвинителство, советничка во Министерството за финансии, за меѓународни правнички процеси, а минатата година предавала и во Академијата за суди и јавни обвинители. За медиумите таа ја потврди информацијата и порача дека номинацијата и представува сериозна одговорност. Предлозите следуваат по усвојувањето на новиот закон за судски совет на 29 декември, кој предвидува зголемување на транспарентноста и отчетноста, јавност во постапките, прецизирање на критериумите за избор на истакнат правник и зајакнување на дисциплинската одговорност на членовите. Судскиот совет брои 15 членови, од кои 8 ги избираат судиите, 3 собранието, 2 ги предлага председателот на државата, а 2 се членови по функција, председател на Врховен суд и министерот за правда, но без право на глас. Претходно председателката Силјановска-Давкова најави дека ќе предложи 2 жени реформаторки, професорка и адвокатка, со како што рече огромен углед во општеството. Тогаш таа посочи дека чекала да стапи во сила новиот закон, бидејќи внесува построги услови за избор на членови и јавно ја проблематизираше претходната формулација истак на правник, за кој оцени дека го изгубила значењето.